ќе бидат продадени. Са нивната цена, лицитирани и цената се уште не ми е дефинирана, меѓутоа изнесува некаде од 48 па до кај 70 на милиони долари ќе бидат. Значи секој за 70 милиони долари, кога некој ќе рече кај ќе одиш, ќе одам во мојот шатл, мам. Да, сега зашто е толку мислам тоа? Затоа што самиот шатл ќе мора на некој начин да биде сепак растворен, значи сите оние делови што се опасни по околина, а има доста такви хемиски делови, значи во самиот шатл ќе бидат отстранети. Сега самото отстранување кошта некаде околу 20 на милиони долари, значи се отстранат тие делови. Сега да се спреми теренот кај што ќе биде поставен некаде околу 5-6 милиони долари кошта. И сега самите луѓе кои што мислам не луѓе него фирмата која што ги продала шатловите, она од купувачите бара и да има соодветни услови за нивно одржување, значи шатлот да биде во една затворена просторија. Значи фактички треба да се направи некоја гаража, огромна гаража кај што ќе нонстоп кај што ќе има. Каква беше височината? Па височината на шатл, распонот на крилата е некаде околу 29 метра, должината му е исто толку околу 30 на метра има должина, висината му е мислам дека околу 13 метра, неговата тежина празен тоа е мислам дека е некаде вкупно тежината ќе му изнесува некаде околу 70 на тона, значи и условите, значи ќе мора да биде купувачот ќе мора да направи еден таков објект со кој што ќе може, пример, кој што ќе задоволени услови за да може да го на еден начин да го гаражира шатлот и оттаму да. Иначе што се однесува до тоа што рековте, он освен тоа да влезе во него и да се прошета и ова нема да може да. Наша полиција некој може да му наплати погрешно паркирање. Па не, може и тоа да се случи. Дали оди заедно со овој шатл, со ова летало, дали можеби следува едно вселенско одело, што исто така е пензионирано, одиграло свое? Па не знам, за оделата не знам, видете, оделата се доста скапа работа. Да се дотера човек сега. Па да, ама добро, не знам за оделата, не сум сретнал некој податок, меѓутоа да речеме оделата што излегуваат космонаутите се доста скапи, поготово од шатлот, и не верувам дека оделата би тек така би ги продале. Што значи кога велите доста скапи? Па едно одело од себе за шатлот е изнесува некаде околу 12 милиони долари. Лика. Па тоа не е многу. Па добро, не е многу, меѓутоа мислам дека тие одела се нонстоп во употреба и дека доколку некој физички би било оштетен или механички би било оштетен, тогаш да се продаде. Иначе не сум сретнал дека постои некаква аукција за продавање на вакви вселенски одела. Знам дека неколку одела се фрлени во вселената и се пратени од службите од што дали ги земе некој? Не, да орбитираат околу земјата, да се види како ќе се понашаат во отворен космос. Изложени на зрачења, во нив се поставени акумулатори. Фактички на некој начин тие изигруваат сателити во вселената и преку тие акумулатори, значи они испраќаат сигнали, во нив нели има радиоприемник и се мери температурата, исклучено на грејење, системот грејење, ладење во самите дела и се гледа нивната отпорност, нивната издржливост. Обично тоа знам дека се прави со старите дела, меѓутоа да се продаваат, најверојатно дека и они се продаваат, меѓутоа не сум сретнал некој таква аукција да се одржи. А дали е за Скопското астрономско друштво или за тебе, Зоране, познато каде треба да се аплицира? Имаме ние така, ако Македонија вака, Македонија онака, имаме момчиња така здрави. Па, видите, не знам кај таа треба. Мислам дека НАСА тоа го објави во една фирма во Вашингтон. Се како се нарекуваше фирмата, не знам. А да се договориме вака, следна да дадеме целосна информација. Следна дела би можело. Меѓутоа имам една информација од патнемо на што се вели. Да, што се однесува до вселенскиот туризам, нели имавме пред месец отприлика зборавме за вселенскиот туризам
и после најдов една статистика во која што на некој начин мене ме зачуди. Се велеше вака, едно патување од 7 до 10 дена кошта некаде околу 20 милиони долари. И сега американците си одма си прават се некоја математика и тука ги поредија државите, која држава може да испрати луѓе во мислам кандидати за туристи од поедини држави. Сега беше спомната овде кај Балканот. И оно што ми изненади, нормално највише кандидати имаше некаде од Словенија и Хрватска тука беа близу. Меѓутоа зашто нормално мислам. Па добро, не се и најбогати, да. Мислам овдека на Балканот ако земеме, ако не ја рачунаме Грција, пошто не ми гледав за југословенскиот простор, овдека во Македонија беа ставени 15 луѓе кои што имаат така предиспозиции финансиски, кои што можат да си го дозволат тој луксус да полетаат во Вселена, значи да си платат тие 20 милиони долари и да прошетат на 7 до 10 дена. Значи 15 луѓе од да се живи фирмата, како се не ми текнува како се нарекуваше од Вашингтон, мислам не знам, Space нешто беше поврзано и таа наведе дека 15 луѓе од Македонија се финансиски моќни да си го дозволат тоа. Сега дали имаат интерес, тоа веќе е сосем нешто друго, да. Меѓутоа финансиски. Како знаат пусти американци кој има, кој нема и па не знам, мислам дека они многу повише знаат него ние што знаеме овдека. Да? Не знам, тоа е више политика, не. Интересна работа. Да. Не че да е политика, повеќе ке да е шпионажа. Па добро. Не гледам тука политика, во меѓувреме е уште една порака. Јас повторно од Велес. Добро. Јас сакам оваа тема, па ве молам за една информација. На југозапада има две групи на звезди, кое име го имаат инаку Плејади. Во Велес. Плејади. Кое име го имаат? Како? Плејади. Плејадите се, да. Така ли е? Да. Чекате, продолжува кој име го имаат инаку во Велес, сега е, во Велес сега било -8. Да сте живи и здрави, топличко ви е во Велес, во Скопје, па без малку, па по 2 пати. По студено, така? Да, без малку. Па не знам, преска беше 12 видов на вие, сега дали е... Значи, одговорот е Плејади, на вие да. се Плејади, добро. Тоа е. Тоа се враќаме на музиката, посебно за сите кои што ја одработуваат третата смена. Пред малку нашиот сопатник по брановите на Радио 2 од Велес, да го наречеме така, нели бидејќи не ни пишува како се вика, затоа го нарекуваме сопатник, ни соопшти дека во Велес во овој момент е -8 степени. Од тука еве една инспиративен е овој податок за да поставим едно вакво прашање. Колкава е најниската температура по која би настанала така наречена вселенска смрт за материјата? Па таа температура изнесува 273,15 целзиуси степени во минус. 273,15 целзиуси во минус, да. Добро. Тоа е всушност нула скала по Келвин. Иначе што се случува на оваа температура? На оваа температура електроните што кружат околу протоните се кочат. И тоаш настанува таа вселенска смрт. Веќе на 1 Келвин, да речеме, или на полова Келвин, тие почнуваат да се движат околу самите протони. Околу јадрото, да. Околу јадрото, да. Сега, колку е поголема брзината, тие се повеќе и повеќе се движат. Меѓутоа, новаа температура, значи на 0 Келвини, тие престануваат да се движат и таа е така наречена космичка смрт, што во Вселената не е откриено на ниедно место во Вселената. Откриена е температура од 2,5 Келвини, значи тоа колку ќе дојде, значи 2,5 Келвини, 269 ли, колку? Не, 270,
степени во минус, меѓутоа не е откриена таа апсолутна нула. Иначе, што се однесува, кога веќе збориме за температурите испод нула, сакам да напомнам дека најладно место што е овдека во нашиот сончев систем е на сателитот на Нептун Тритон. Таму е измерена температура од минус 237 степени Целзиусови, значи испод нула. Што се однесува овдека на, еве, која веќе спомнавме, ги спомињаме тие ниски температури, да кажам дека најниска температура на земјата е изместена во советската база Росток на јужниот пол. Таму се измерени минус 89 степени, мислам испод нула. Во населено место, во местото Верхојанска е измерена минус 87 степени, некаде 80-те години од минатиот век. Сега овдека во Македонија мислам дека рекордот, сега не сум сигурен, беше од пред 20 на години кога во Скопје мислам бе измерени минус 26 степени Целзиусови. А денес имаше една информација дека бајги има студи на словенците. Па да, пред некој ден мислам дека во Словенија бе измерени 49,1 така на нивниот сајт. Минус. Да, во минус. 49 мислам степени. во Поклјука местото тоа во Словенија, тоа е еден скијачки центар, мислам таму дека постои. Сега не знам, мислам, немам повеќе информации за таму. Добро. Мнозинство од астрономите бараат, упорно бараат да најдат сличност, односно сличности на планетата Земја со сателитот на Сатурн Енцелад. Да. Сондата на НАСА, значи сондата Касини, забележи необични појави на едно од Сатурновите месечини или Енцелад и фотографиите што беа пратени од Касини на сателитот Енцелад укажуваат дека неговата површина се дели, односно исто се раздвојува нешто исто како океанското дно на земјата што се раздвојува. Значи, односно дека постојат слоеви од кора на самата површина. Се видите, можда најголемо откритие на земјата е во минатиот век е тоа дека површината на земјата под морето се дели на неколку слоеви, значи на неколку тектонски плочи. Сега вакви тектонски плочи Касини исто примети на планетата Енцелад на ова. И со помош на со помош на дигитална технологија се направи некако се направи некако распоред на овие тектонски плочи што се наоѓаат на Енцелад планетата.